Добро вечер, почитувани колеги. Јас се надам дека добро се слушаме. Сега 19 часот и 10 минути и мислам дека се доволни овие 10 минути академски за да го започнеме вебинарот. Јас би сакала само да ви напоменам дека можеби во позадина ќе слушате нели сигнал за влез на колеги, но мислам дека тоа нема да ни пречи во текот на објаснувањето додека влегуваат колегите. Сега би сакала да започнем. Почитувани присутни, добро вечер и добродојдовте на вебинарот на тема за методите како мостови на учење кои ги поврзуваат умовите и срцата на учениците. Пред да започнеме, сакам да ви ги честитам великденските празници на сите кои ги празнуваме со надеж дека Христовото воскресение ќе внесе мир, радост и благослов во секој дом. Да го славиме животот, љубовта и добрината со вера во подобра иднина за нашите семејства. Христос воскресе, навистина воскресе. Да се биде учител е најблагородна, најубава, но и најодговорна професија што подразбира огромна посветеност кон младата личност, која е жедна за стекнување знаења, вештини и на која треба да ја трасираме животната патека. Врвна цел на секој наставник е да ја разбуди љубопитноста, креативноста, снаодливоста, инспирацијата, трудолюбивоста и опорноста кај секој ученик и со индивидуален пристап да умее да го извлече неговиот максимум. Образованието на 21. век има задача да ја засили и воспитната компонента на образовниот процес и освен знаење и вештини кои што придонесуваат за когнитивниот развој на децата, да овозможи развивање на особини и стекнување со вредности кои му овозможуваат на учениците да се развијат во општествено одговорни граѓани и личности со самодоверба. Денешниот предавач на вебинарот е Кирил Барбареев, професор на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Нема да звучи нескромно ако кажеме дека нема просветен работник, студент, родител кој не ја познава неговата работа. Со професорот Барбареев имав можност да се запознам на обуките кои заедно ги држевме за модул 2, новата концепција за образование, и уште на првата година ние свативме едноставно со поглед дека тоа е теоријата, а јас практиката која што успешно треба да функционира. И да не бидеме нескромни, ако беа невисоките оценки за оценување на обучувачите четврки, ние добивавме петки од присутните наставници. А нашите сериозни почетоци како зон учител започнуваат со неговата покана да учествуваме заедно на првиот академски час со Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип на 22.10.21 година, каде говоревме на тркалезната маса на тема Училиштето е огледало на општеството. Ние укажа својата доверба за овој настан и искрено ни овозможи поголем дел од нас и прв пат да се запознаеме како основачи на зон. Од тогаш па до денес. Тој е мој и наш ветер во грб, поддржувач, искрен пријател, мотиватор, но и оправдан критичар кога има потреба. Тој за нас е учител на 21. век, важи за професор кој безрезервно се вложува. Достоен пример за своите студенти, за да им укаже колку е важен наставникот. Едуцира идни наставници, пишува трудови, книги, работи на истражувања и остро, но аргументирано укажува на проблемите во образованието. И сега би сакала да го цитирам. Каков е неговиот став на прашањето какви треба всушност да бидат наставниците во 21. век. Силно ја застапувам тезата дека едно од најважните задачи на образованието е да укаже на емоциите. Во англискиот јазик има еден израз I'm moved, ме допре во срцето. Кога тоа ќе го каже, значи дека сте доживеале искуство и нема да го заборавите после 3 дена. Значи, ако учителот ве допре во срцето, тогаш ученикот се наоѓа во фаза на раст и напредува. Целото тело учи и памети. Кога нешто ќе те допре во срцето, стануваме воодушевени, возбудени, разиграни. Фокусирани сме и сакаме уште, а всушност тоа е задача на учителот, да поттикне, да инспирира во нас желба за учење. Занесот се поврзува со внатрешната топлина.
Тоа за мене е учителот. Добрите образовни системи креираат стандарди на условите за настава и работа на наставниците и учениците и креираат стандарди за тоа кој е наставникот во 21. век. И на прашањето дали е тоа можно и Македонија, професорот одговора да, јас верувам дека е можно. Почитувам професоре Барбареев, наша чест и задоволство е да ни бидете денес предавач на овој вебинар и сега го отстапувам вашето ценето време кој што го отстапивте на над голем број наставници да го следат овој вебинар. Бројката е 425 во моментот. Повелете. Добро вечер на сите. Благодарам Наташа на овој вовет, на ова што го сподели за мене. Јас искрено многу сум благодарен на оваа покана и не го чувствувам тоа како никаква дополнителна обврска, туку напротив како задоволство и како голем предизвик да оваа вечер поразговараме заедно и да размислуваме заедно за професијата која што ја работиме и споделуваме. И мојата цел денес ќе биде баш тоа, заедно да размислуваме за предизвиците пред кои што се наоѓаме, за предизвиците пред кои што се наоѓаат сегашните и идни генерации и тоа на кое што на некој начин го имаме како наставници, како професори, како луѓе во образовниот систем. И мислам дека возрастните луѓе кои што се определиле да се занимаваат со една ваква професија, тоа секогаш треба да го прават затоа што сметаат дека треба тоа да го сработат и да овие фалбите се за децата. Убаво е децата да се фалат кога се на мала возраст, дури психолозите сметаат добро е многу повеќе да ги фалиме отколку што треба да ги критикуваме. Така да благодарам уште еднаш, многу големо благодарам на сите вас кои што сте вклучени денес, кои што ќе присуствувате на овие 60 на 80 минути колку ќе споделиме и така ќе ми биде баш пријатно и драго на крајот да го споделите вашето мислување за ова за кое што денес ќе разговарам. Размислувајќи што е тоа што треба да го споделам денес со вас, размислив и некако овој вебинар, оваа средба ја посветив на 3 теми. Првата е што се случува со воспитно-образовниот систем кај нас и генерално во светот, но најмногу кај нас затоа што нас не допира. Кои се тие современи трендови и импликации во 21. век кои што се одразуваат на животот на луѓето, кои што ја менува сериозно културата и квалитетот на животот. Професијата наша, колку сме ние свесни за професијата дека служиме на другите и сме се одредиле да се занимаваме со една професија која што по сите критериуми е можеби најважната и најодговорната професија и она која што цело време ќе провејува всушност преку втората и третата тема се методите на учење, методите на работа, кои што на некој начин се нашиот занает. Тоа е алатот со кој што работиме, тој е начинот на кој што всушност треба да ги постигнеме резултатите и нашата ефикасност во процесот на работа и постигнување на нашата работа. За почеток би сакал само на кратко околу темата колку сме свесни за професијата, дека служиме на другите, колку општеството е свесно и ја препознава оваа професија во овие 30 години во нашето општество. Само за почеток би сакал заедно да размислуваме околу тоа како начинот на кој што размислуваме, начинот на кој што чувствуваме и начинот на кој што се однесуваме се всушност во една неверојатна интеракција во секој момент. Мислите кои што поттикнуваат чувства, чувствата поттикнуваат однесување, однесувањето поттикнува други мисли. На некој начин тоа е можеби целата филозофија на она како да создадеме мислење и за самите себе, но најмногу за оние со кои што ги поучуваме, но пред се ние да бидеме свесни што значи и како се одвива овој процес во текот на нашата професија и генерално во текот на нашиот живот. Зошто? Заради тоа што ако јас мислам дека сум добар во нешто или не сум добар во нешто, тогаш таа мисла промовира некакво чувство.
чувство на сигурност или можеби чувство на губиток, чувство на некоја ситуација која што предизвикала некаков страф или предизвикала можеби некаква друга емоција. Тоа чувство ќе предизвика промена на моето однесување. Значи, тргнувајќи од мислата, кој што ги креира емоциите и чувствата, тие чувства предизвикуваат однесување и тоа однесување всушност генерира нови мисли. Тој концепт на самоосвестување, нагласувајќи дека за да им служиме на другите, ние прво треба да ги знаеме и препознаеме овие состојби за кои што сега зборуваме. Иако во секојдневниот живот тоа не е лесен момент за идентификација. Ние работиме со деца, со ученици, почнувајќи од 6-та, 7-та година, кои што уште не знаат што е лево, што е десно. Не може носот да се го избришат. И продолжуваме со генерации кои што сериозно се го поставуваат прашањето кој сум јас во животот, што ќе биде со мене, ми растат раци, ми растат, не знам, ми се раздолжува телото, растам, како ќе изгледам јас, кој сум јас, што треба да бидам јас. Од тука тие прашања всушност со кои што поминуваме ние како луѓе, воспитувајќи и образувајќи ги другите, всушност се прашањата кои што се толку важни. И од тука сакам сериозно да ве охрабрам и да споделам со вас дека најважните луѓе со кои што е важно општеството, тоа се мислите, и затоа треба сериозно да се бориме со срце за она кое што го трудиме да го објасниме на другите. Што е самосвеста? Способност да се спознаеш себе си и да ги разбереш личните чувства, и способност за прецизно самопроценување, разбирање на силните и слабите страни истовремено и нивните ефекти, еве според некоја дефиниција на некој автор. На некој начин ова моје излагање всушност планирам да го започнам со овие две слики. Што е всушност, може да се види на овие две слики? Ова се слики кои што ги направив од едно патување во Шведска, во едно градче кое што е многу мало од Свети Николја, кое што ова се простори од училиштата. Левата страна е кабинетот на наставникот или кабинетот на 2-3 наставници. Ми остави толку силен впечаток, побарав да го сликам тој кабинет и луѓето ми дозволија. И ако го погледнете кабинетот, вие всушност ќе видите дека станува збор за работилница. Зошто? На сите ни е познато зошто. Затоа што всушност тука се подготвуваат ресурсите кои што треба да ги постигнат со учениците во текот на часот. Десната фотографија, десната слика е директорот на училиштето. Зошто ја направив оваа фотографија? Ако забележувате, тоа е една просторија од 3 квадрати. Просторија во влезот на училиштето, во холот на училиштето. Една изгледа со стакло и една маса во која што има простор за 20 или 2 столчиња. Што е суштината која ги праша зошто овде е канцеларијата на директор? Затоа што системот направил концепт во кој што колку еден ученик го следува квадратура во просторот каде што е училницата, толку треба да го следува и наставникот и директорот, односно лидерот на училиштето. Погледнете го феноменот на тоа од каде почнува да се учи и разбира дека сме равноправни и исти, дека никој не е по ништо повеќе или помалку заслужен или повеќе или помалку вреден во она кое што всушност треба да го. И разговарајќи всушност преку некои проектни активности кои што подоцна со тие луѓе работат во Македонија, на еден проект, кој е најважниот човек во училиштето за постигнувањето на резултатите на учениците? Резултатите од истражување покажуваат дека првиот човек на училиштето, бидејќи тој ја креира социјалната средина, тој ги креира релациите на луѓето внатре, меѓучовечките релации, и се тоа понатака треба да биде како можност за реализација на сите активности кои што треба да се постигнат. Може би звучи малку чудно зошто започнав на овој начин со ова излагање, но мислам дека ќе разбереме на крај зошто целото ова е поврзано. На оваа слика се гледа кинескиот зид. Зошто кинезите го изградиле најдолгиот зид на светот?
Има една мудра приказна тука во која што вели дека кога кинезите одлучиле да живеат во мир, тие решиле да го градат кинескиот зид. Мислеле дека заради неговата висина, должина и цврстина никој нема да може да помине. Но во текот на првите 100 години од постоењето на зидот, кинезите биле нападнати 3 пати. И секогаш непријателските сили без да поминале зидот со подмитување на чуварите. Знаете што заклучиле кинезите? Ние го направивме најдолгиот зид, но ние го изградивме карактерот на луѓето кои ќе го чуваат. Карактерот на луѓето не го изградивме. И тој еден мудрец понатаму го објаснува вака. Тие се познати понатака и доста се споделувани денес и во јавноста и на социјалните мрежи, вели ако сакате вие да направите проблем во едно општество, во една држава, ако сакате во една цивилизација, понижете ја улогата на мајката, па жените ќе почнат да се срамат само затоа што се мајки или што се домаќинки. Намалете ја вредноста и почитувањето на учителот во општеството, така што учениците да почнат да ги презираат своите учители, и обезвреднете ги социјалните позитивни модели, намалете ја вредноста на учените и на добри луѓе и никој нема да ги слуша и следи. Тоа е цената кога општество не разбира што значи воспитание и образование и како повеќе генерации всушност ја плаќаат целата оваа цена која што се случува тука. Предпоставувам дека често се среќавате со законот за основно образование по кој што работиме, но на кој што е интересно во законот за основно образование е членот 4. Значи, на почетокот од законот бија всушност ќе видите кои се начелата или принципите на основното образование. Таму се поставува прашањето за што служи училиштето, што е смислата на училиштето, што да научат учениците во училиште. Ако ги погледнете принципите, ќе видите дека започнува со првиот принцип, а тоа е најдобар интерес и целосен развој на ученикот. Целосен развој на ученикот. Запамтете го тоа. Целосен развој на личноста, да ги научи учениците да учат во натамошното образование и во животот воопшто, да придонесе во развивање општествено одговорни граѓани и личности со самодоверба, да ги оспособи учениците критички да размислуваат и логички да заклучуваат, да обезбеди квалитетно образование без оглед на нивните способности, да ги почитува интересите, да промовира еднаквост меѓу децата, да ги оспособи идните граѓани да се интегрираат во нашето мултикултурно општество и да обезбеди учениците да се стекнат со соодветни знаења, вештини и ставови кои ќе им го олеснат на тамошното образование. И овие принципи не се принципи кои што всушност треба само да бидат така ставени за да ние да кажеме дека водат кон нешто кон кое што треба да биде ставено во закон. Вистинското прашање е колку ние од ова го постигнуваме како систем, како индивидуалци. Има одлични примери, но како систем ќе видиме понатака што се случува. И само кога зборуваме сега тука, ако го погледне тоа да ги почитува и интересите и потребите, да обезбеди еднаквост, рамноправност. Сетете се на сликата на директорот во тоа училиште кое што пред малку го поставивме. Кои се подрачјата на воспитанието и образованието? Когнитивното подрачје, функција на способности и вештини, перцепција, мислење, помнење, сите ни е јасно кое е когнитивното ниво, психомоторичкото ниво и афективното ниво. Значи, когнитивниот и социо-емоционалниот развој. И целото тоа е толку поврзано заедно, затоа во некои системи не постои еден термин едукација. Тоа е всушност заедно за концептот на воспитание и образование. Ние може би имаме уште подобар термин, тоа е воспитно-образовен систем или воспитание и образование. Но смислата е колку воспитанието и образованието одат интегрално, холистички во текот на процесот, на денот или во текот на воспитно-образовните денови на учениците. Постојат многу дефиниции што е учењето, што е наставата. Еве една дефиниција од литературата. Вели, учењето е релативно трајна и прогресивна промена на личноста и однесувањето на индивидуата настаната како резултат на активности, на искуства, процес на стекнување знаења, вештини, способности, вредности и модификација на постојните.
Немав намер ова да го читам како дефиниција за нешто посебно да нагласам, туку само да поврзам колку дефинирањето на учењето всушност значи промена на личноста. Што е членот број 4 од законот? Развој на личноста на ученикот. Што е личноста? Неверојатно прашање на кое што не може да се одговори во 5 минути или можеби во еден ден. Што е личноста на човек? И сега кога го поставиме прашањето, и секој од вас да размисли, колку ние сме научили од трите форми на образование, нели од формалното образование, студењето на нашето предучилишно, основно и средно образование и високо образование, колку сме научили од нашето неформално образование, од она што ни се случува после образованието, кога одиме на разни семинари, на обуки, надвор од редовниот систем, и колку сме научили од информалното образование, од тоа на кое што го стекнуваме како самовоспитание, како самообразование, како самоиницијативност, од искуството на животот. Што мислите? Кои се резултатите од научните истражувања на ова прашање на кои што се поставува во литературата? Во литературата се среќава правилото 30, 44, 26 автори. Но според еден друг автор во 2013 година, уште пораспространето е правилото 10, 20, 70. Секој нека размисли индивидуално за овие три форми на образование и како всушност тој го поминал и стекнал своји знаења до ова до кој што стекнал сега. Гледajte, во последните 30 на години се започнати неверојатни процеси за кои што цивилизацијата нема искуство од минатото. Тоа е глобализацијата, дигитализацијата и индивидуализација, многу по-индивидуализиран свет. Глобализацијата како процеси во кои што е започната неверојатно движење на материјални добра, на луѓе, на размена на искуство. Вие погледнете колку светот дневно е забрежен за многу прашања за кои што секојдневно добиваме информации за војна, за економски качување на цени или не знам, за различни теми, колку сме ние поврзани за животната средина и така натаму и така натаму. Значи, таквите прашања создаваат неверојатни промени во животот на луѓето. Дигитализација. Денес имавме една одлична работилница на нашиот факултет во кој што една ваша колешка, кој што сега живее во Шкотска, зборуваше за вештачката интелигенција во функција на наставата. Каде биле тие прашања пред 15, пред 20, пред 30 години? И сега, ние како генерации, системот, училиштето, се поставува сериозно прашањето како може да ги решава сите ситуации со кои што се јавуваат новите генерации. Дали тоа може да биде еден вид социјално сидро? Затоа многу одговори денес се бараат од нас. Гледате какви ситуации се случуваат во семејството, какви промени се случуваат во општеството, какви динамики се случуваат во делот на разни аспекти кои што се одразуваат на квалитетот на живот. И како тоа целото се одразува? Погледнете ги состојбите на овие простори. И вие тоа многу добро го знаете. Некаде 10% од истражувањата кажуваат дека децата имаат проблем со тоа да тргнат на училиште. 20 до 30% имаат потреба од стручна поддршка постојано во текот на почнувањето на основното образование. 50% од децата имаат некаков проблем. Истражувањето од 800 наставници кои имаат повеќе од 20 годишно искуство вели дека секоја генерација е послаба. Јас ќе ви го кажам и моето искуство. Работам 20 години на факултет. 30% од одговорите на прашањата се послаби од генерациите пред 5, 10 и 15 години. Се сеќавате на тестот во средното медицинско, кога 80-90% од учениците не можеа да одговорат, а тоа беа се петки. Што се случува? Што е тоа што е променето во последните 20 до 30 години? Променета е средината. Променета е средината неверојатно многу и целото тоа почнува да се одразува на начинот како профилот на институција и како профилот на ова кој што го работиме денес ние, како наставници, како професори,
се одразува на резултатите кои што треба да ги постигнеме. Значи, генетиката и средината. Колку е важна средината? Според многу автори, средината е исто толку важна колку што е важна и генетиката. 100%. Како? Па дали може дете, кое што потекнува од социоемоционална, интелектуална средина на родители кои што носат некакви одлични генетски потенцијали. Дали истото дете, ако го ставиш во соба и не прави ништо, освен работи на телефонот и прави нешто на телефонот и лежи по цел ден, што ќе се случи? Дали потенцијалите ќе се развијат на тоа дете? Нема да се развијат. Тоа не значи дека на денешните генерации се малку умни. Туку тие не можат да следат, не можат да пишуваат, имаат се повеќе проблем со читањето, имаат се повеќе проблем со помнењето, со доцен говор. Кое подрачје е тоа? Когнитивниот развој, она за кое што зборувавме во подрачјето на воспитание и образование. Тоа се когнитивните способности. Значи, секоја нова генерација е когнитивно се послаба и послаба и тоа се гледа. Зошто? Затоа што средината се менува и се менува состојбата на децата. Тој испит, кој што беше претежок за учениците во средното медицинско училиште, кажува дека тие се истите прашања можеби од пред 10 на 15 години. Тоа не кажува дека приемниот испит е тежок, туку генерациите се послаби и послаби. Тоа е клучната тема, почитувани наставници, која што треба да се отвори и сериозно да се разговара во нашето општество. Сега погледнете. Моторички развој послаб, концентрација послаба, контрола на емоции послаби, општо знаење послабо, говор послаб. И сето тоа послабо и послабо. И сега ако го поставиме прашањето, дали со истиот начин на кој што се воспитуваме и образуваме, ќе ги подобриме резултатите? Не. Тука е проблемот во според мен, еден од најголемите проблеми во нашиот воспитно-образовен систем, за кој што премалку се зборува, а тоа се методите на работа кои што всушност се нашиот начин. Затоа, денешната средба всушност се ја крстив така методите со кои што всушност треба да допреме до умот и срцето на детето. Оно што го всушност прочита Наташа на почетокот, подучувањето како еден од највисоките облици на уметност, бидејќи тоа е пред се личносен, персонален, еден од најважните задачи всушност на она кој што треба да направи воспитно-образовниот систем преку наставникот кој што е пренесувач на културата на општеството. Ќе ви споделам подоцна еден најцитираниот педагог во светот, Анри Жиру, еден брилјантен педагог кој што зборува дека најважниот човек денес во општеството и светот треба да биде наставникот. Затоа што толку се променети улогите и ситуациите во животот и во општеството и во светот, што тој секојдневно мора да биде тој човек кој што во разговор со учениците ќе ги отвори и ќе ги потенцира и да сочува децата за одредени размислувања и за одредени теми. Професоре, се извинувам малку. Само заборив преги да напоменам, иако голем дел од колегите редовно се поврзуваат на вебинари. Неколку пати во чет ви го споделуваме формуларот, може би имате проблеми преку телефон, инаку линкот е функционален. Ке ве замолиме, значи да го следите линкот, да го пополните и со онај фонт с кирилично или латинично писмо како што сакате да биде изготвен сертификатот. Ве молиме, не ги запишувајте вашите податоци во чет. Ви благодарам. Благодарам, Наташа. Дали е окей гласот и темпото со кое што зборувам, Наташа? Да, убаво се слушај се. Значи, овој слайд го земав денес од колешката кој што презентираше за вештачка интелигенција. На левата страна е слика од дигитализирана слика од училница во Шкотска во 1890 година, направена со вештачка интелигенција. Десната слика е денес предавање во еден амфитеатар во некој место, во некоја точка во светот. Всушност, начинот на кој што учениците денес се поврзани во светот е тој нов момент преку кој што се создаваат некакви нови предизвици со кои што ние
работи. И сега погледнете ја ова истражување со децата во предучилишно во Македонија, работено во овие 3-4 години. 8.000 деца во предучилишна возраст ги истражувавме, еден голем проект на Светска банка за концептот на предучилишно воспитание и образование. И сега погледнете ги резултатите. Колку од децата доаѓаат подготвени за училиште? Нашите резултати покажуваат дека многу мал процент доаѓаат со некаква подготвеност и мислам дека вие како оделенски наставници имате многу добра проценка. Овие се резултати кои што се проверливи, веќе се објавени и во Министерството за труд и социјална политика, и во образование, и во проектот на погледнете 63% имат голем проблем, 29% се подготвени на 5-та и 6-та година за поаѓање во училиште. Кои се клучните проблеми, колеги? Клучните проблеми според многу автори се всушност новото знаење за тоа што се случува со децата од раѓање па до 8-та, 9-та, 10-та година, колку ние како систем работиме на запознавање на она кој што всушност треба да биде начин на пристап на учење. Вториот проблем е учење на памет. И тоа е сериозно потврдено од истражувачите кои што работеа на она како почнува учењето уште од предучилишна возраст со децата и како тоа понатака продолжува во второто, третото и написа истражувањето на 15 годишна возраст. Вториот клучен проблем, учење на памет, како една од најдоминантните форми, влијае на тоа кој е третиот проблем, а тоа е слабо поврзување на информации во денешен свет на интердисциплинарен и мултидисциплинарен пристап. Тоа е прашањето зошто ние научуваме да мислиме на одредени теми, не научуваме како да мислиме. Тоа е клучното прашање на нас како наставници, да го научиме детето да мисли, нешто да мисли, тоа е веќе второстепено, не да знам на памет, туку да мислам. Тоа се одразува понатака на тоа како јас поврзувам информации. Тоа е начинот на поврзаноста од различни теми кои што ги изучуваат учениците во текот на своето образование. Зошто е слабо? Па затоа што ако учиш на памет ти не можеш да поврзуваш информации. УНЕСКО светот се соочува со глобални промени, тие бараат глобални решенија. Тие промени бараат промени во начинот на размислување и делување, но не на штета на достоинството на човекот. Не е доволно образовниот систем да создава поединци кои знаат да читаат, пишуваат и сметаат. Образовниот систем мора да биде трансформиран и да овозможи стекнување на вредности за животот, да биде релевантен и соодветен на најголемиот број предизвици на денешницата. Да, тоа изгледа општо, но всушност ја дава слободата на секој наставник, на секој образовен систем да создава генерации кои што ќе се соочуваат со предизвиците на животот. Бидејќи ученикот, ако нештото не го смета за релевантно и важно за него, тој сериозно го поставува прашањето дека тоа не е корисно. Тоа е исто како ние денес, кои што денес седиме саат или 2 сата на оваа работилница и сериозно го поставуваме прашањето зошто дојдов на оваа работилница? Ке научам ли нешто? Ке бидам ли инспириран од нешто? Ке ми се отворат ли некои нови хоризонти од тоа што го размислувавме и кои што го споделивме денес заедно? Тоа е релевантноста и корисноста. Дали образованието решава проблеми? Тоа е клучното прашање. Тие вештини на 21. век се всушност критичко размислување, креативност, соработка и комуникација. Тоест, таа способност за едни од најзначајните вештини на 21. век всушност кажува дали децата активно учат врз основа на љубопитност и интерес. Дали се прикнуваат да постапуваат во решавање на проблеми. Колку тие веруваат дека тоа кој што го учат всушност им решава одредени предизвици со кои што се соочуваат. Овие 4 вештини, сигурно има и повеќе, но некако се повеќе се споменуваат како многу важни. Би ја сугерирал книгата на Јувал Ноа Харари, 21 лекција за 21. век, во кој што има една тема за образованието, кој што зборува
за предизвиците со кои што се соочуваме денес и ќе се соочуваме допрева преку дигитализацијата на времето и просторот во кој што живееме. Еве ги тие вештини, знаење, вештини и карактер. Тоа е сушност испреплетено како, знаете, како ако ги читате нели нашите планови програми, таму пишува поврзување на способности, вештини, знаење и ставови. Тоа е всушност поврзување на воспитната и образовната компонента. Бидејќи ако јас денес учам за нешто, еве учам за, не знам, каде е овие не се тие слова. Еве ќе го спомнеме тоа подоцна пак. Ако јас денес учам, не знам, некое граматичко време, некое ново време, тоа е знаење. Но дали јас во исто време стекнувам и вештина каде тоа да го применувам и дали во моментот на истиот час градам став за љубовта кон мојот мајчин јазик. Тоа е воспитната компонента. Ние често, јас некогаш се чудам кога ќе слушнам, некој ќе рече загубена е воспитната компонента. Па ние не можеме 15 минути да имаме воспитна компонента, па 30 минути ќе имаме образовна компонента. Или 2 часа ќе имаме воспитание, 3 дена ќе имаме образование. Воспитно-образовниот концепт е всушност поврзаност на тие подречја со кои што почнавме во моментот. Значи, ако јас зборувам за водата и учам за некакви хемиски состојби, јас во исто време учам и за животната средина, учам за важноста од чистата вода. Па што е тоа ако не е воспитание? Тоа е смислата на тоа како ги наоѓам јас мудро преку методите на работа, начинот на кој што ги поврзувам сите елементи на кои што ќе може детето на крајот од часот да има став по тоа прашање или на крајот од темата или на крајот од учебната година, не е важно. Дали јас го тоа постигнувам преку тој процесно развоен пристап на планирање и користење на методите и техниките, бидејќи техниката е техника, но од мене зависи. Вие ќе видите после некои наставници во кои што истиот наставник предава еден предмет. На еден универзитет некој 5-6 професори предаваат исти предмети, но некои студенти сакаат баш кај тој професор да слушаат. Зошто? Затоа што поинаку зборува за истата тема. Поинаку ја зборува таа тема кој што отвора кај нив некакви други мотиви и инспирации за она кој што треба да биде. Кои се приоритетите на начинот на кој што треба да работиме со децата? Креативноста, дивергентното мислење, новите идеи, емпатијата, тимската работа. Погледнете вие, само малку размислете колку ние имаме култура на тимска работа. Колку ние како колеги знаеме да седнеме, да испиеме едно кафе и да поразговараме за предизвиците во училиштето и за предизвиците на некоја тема. И не само во училиште, ќе видите дека тоа е проблем во општеството. Во било која институција, седнете да поразговарате за некој проблем тимски да го решавате, тешко оди. Од каде доаѓа тоа? Видете ги дебатите и дискусиите во емисиите. Од каде доаѓа тоа? Па не сме научиле што е дебата. Не сме научиле што е дискусија. Или сме го тоа премалку научиле како треба да се прави. Значи, целото тоа доаѓа всушност од воспитно-образовниот концепт. Дали јас кога го воспоставувам методот на дискусија, во воведот и во крајниот дел на часот, развивам став за тоа што е дискусија. Дека кога еден зборува, друг ќе го слуша, ќе молчи и нема да се меша во разговор. И така натаму, и така натаму. И всушност тоа е денес тие методи на учење, кои што не мора да се наречат нови или стари методи. Не постојат современи методи или традиционални методи. Метод кој што врши работа и не врши работа. Денес многу се зборува во педагогија за невродидактика, невропедагогија, невронауки. На тоа работи професорот Ранко Рајович. Тој зборува за важноста на преплетеноста на медицината, педагогијата и психологијата, за да можеме да ги разбереме тие нови процеси кои што се случуваат денес во светот. Еве го само тука е спомнато дивергентното мислење. Само ќе ве потсетам, тоа сте го поминале на факултет и совршено го разбирате. Што е разликата помеѓу конвергентно и дивергентно мислење? Конвергентното мислење се фокусира на пронаоѓање на еден точен одговор или најдобро решение врз основа на логика, анализа и правила. И ние обично поставуваме прашање, проблем и тука има само еден точен одговор. Дивергентното мислење е фокусирано на креативност, на иновативност и генерирање на повеќе можни одговори за даден проблем. Например, на некој начин можеш да ги искористиш, на кој начин можеш да ги искористиш тулите освен за градење. Ако му кажеме на едно дете на 5 годишна возраст,
од што, како се вика ова од кое што јас пијам вода? И му покажувам чашата. Тој ќе рече чаша. Но тоа е репетитивно, јас го не го учам да учи на памет. Ако му кажам, од што пиеме вода? Тој може да рече од шишер, може да рече од црево, може да рече од бокал, може да рече од не знам кое решение во моментот ќе му дојде. Тоа ниво на знаење, дали јас преку прашањата кои што ги поставам, преку мојот пристап и метод на работа го развивам конвергентното мислење или го развивам дивергентното мислење, започнува од втората, третата година во животот на човекот, од предучилишниот концепт на воспитание и образование и постојано понатака продолжува. И ова ќе го препознаете понатака во многу личности во текот на животот. Ви имате луѓе, ќе седнете да разговарате на некоја тема и ќе ги речете, ајде да правиме нешто, колеги, ајде да се обединеме околу некаква идеја, ајде да го правиме ова подобро. И вие имате една група на луѓе кои што секој ќе рече, кај ти текна сега, ба, тоа не бива, тоа нема шанси, тоа нема да помине. Кој концепт на мислење е тоа? Конвергентно мислење. Сите што постигнуваат повисоки академски резултати, применувале повеќе алтернативни форми на учење. И еве ги сега рангирањата на образовните системи. Нема да ве задржувам многу, само за кратко погледнете ги резултатите. Источна Азија, од Европа, Финска, Холандија, Естонија, постојано само тие. Нашите резултати ги знаете, но со вас ќе споделам неколку истражувања од нашиот образовен систем, кој што беа, некој од вас сигурно учествуваше во резултатите во ЕГРА и ЕГМА во подрачјето, и сега погледнете ги. Разбирање на прочитаното. 40, 35, 20%, 26%, стандардот во земјите на ОЕЦД или во земјите на Европска унија 80%. Точно прочитани букви, точни зборови во приказна, точно прочитани зборови, погледнете го концептот на разбирање на повисокото ниво на прочитаното. И сега гледате ги одговорите колку е точно тоа дека доминира концептот на учење на памет. Каде живее Јана? Со кого најмногу Јана се дружи? Децата одговараат. Прашајте ги децата, што мисли Јана за зборовите на децата од зградата? Јана е горда. Зошто? Како се чувствува Јана кога е со баба Севда? Ќе ги видите одговорите на учениците. И вие многу добро знаете дека се помалку и помалку се изразуваат, се помалку и помалку поврзуваат, затоа што сушност и тие понатака резултати се поврзуваат со резултатите кои што продолжуваат на 15 годишниците, каде што има неверојатен концепт на мултидисциплинарност на прашање, во исто време поврзани од повеќе аспекти. Пред некој ден читав прашање, од аспект што значи на дете му се поставува прашање, што значи ако носиш лоши кондури или лоши патики, треба да одговориш. Има и такво прашање на PISA тестот. Тоа значи дека тој те учи дека лошите патики ќе предизвика некакви проблеми со коските после некое време кај тебе. И такви прашања кои што се поврзани со реалноста на животот. И така натаму и така натаму. Погледнете математика, деца второ и трето оделение. На прашање 100 минус 50. 21% од нашите ученици одговараат дека е точно. Стандардот е 80%. Истото прашање за сите деца. Тоа е стандардизираниот тест. 53 минути 47. И сега што кажува ова? Што е заклучокот? Заклучокот е дека можеби операцијата со бирање ни оди добро, но операцијата од земење не ни оди добро. Тоа кажува дека методите на пристап на работа треба да се менуваат таму каде што немаме такви резултати. Тоа е начинот на кој што ваквите истражувања треба да помогнат. Гледате на прашање 216 минус 100, 35% од учениците одговориле точно. Има едно многу интересно истражување, објавено е во тој Маккензи репорт, извештај кој што нагласува колку добро подготвен наставник, кој што точно ја разбира смислата на тоа што е тоа што треба да го постигне преку целите, преку резултатите од учење, исходи, како сакате ги наречете. Значи, само во период од 3 години, истражувањето, извештајот тврди постои 50 до 60% или точно 53% во постигањата на ученикот, во неговиот и когнитивен и социоемоционален развој. Значи, во периодот од 3 години, наставник кој што исто е точен, кој што доаѓа точно на меѓутоа не се препознава неговиот ентузијазам, не е толку фокусиран на резултатите кои што треба да се постигнат и така натаму и така натаму. Тој извештај кажува дека не е важно
Не е важно во која земја и каква е ситуацијата, туку системот ако реши да се менува, може во краток временски период да се промени. Тоа е многу мотивирачко за нашата земја, која што сме релативно мала земја. Ние сме 250 километри. Значи, тие стандарди, тие концепти, ако се решат да се воведуваат онака како што ќе реши системот, да го зајакне системот во побрз и пократок временски период, тоа е можно. И такви земји има кои што направиле релативно брзо, во 5 до 10 години, направиле огромни резултати и промени. Сега тука ќе направиме само една минута пауза да земаме една чаша вода и продолжуваме. Може ли, Наташа, дали е окей? Професоре, само да ги информираме дека можат после вашето излагање да постават колегите во чет прашања, меѓутоа, значи да не одзема внимание додека сега говори професорот, размислувајте кои прашања би можеле да ги поставите поврзани со темата и да ги запишете во чет после излагањето на професорот. А уште еднаш нагласувам, од телефон може би имате проблеми за пополнување на формуларот, но од компјутер мислам дека нема проблеми и искористете можноста да го запишете, да го внесете вашето присуство. Еве, веќе имаме запишано дека од присутните 500 кои што влегуваме, имаме 451 потврдено присуство. Значи не е проблемот во линкот, така да видите дали можете тоа од компјутер да го направите. Еве, јас сум тука, земав малку кафе. Кафето е добро за вакви прилики, така, ококорува, ама после да прави некој проблем после 30 минути. Како се вика тоа, диареја, не знам како беше. Океј, продолжуваме понатаму. Ова е пирамидата на учење. И гледате сега што кажува оваа пирамида. Вели, веројатноста дека ќе запомниме нешто после 10 дена од тоа за кое што зборуваме и работиме. Истражувањето покажува вака, 5% ако само зборуваме од предавање, 10% од она што го читаме, 20% од она што го слушаме, 30% од она што го демонстрираме, 50% од дискусија, 75% од учење преку искуството, 90% учење на други. Оваа пирамида е многу интересна и тука не треба да се разбере дека нешто треба повеќе да се фаворизира. Туку нашата умешност треба да биде како да успееме ова целото да го интерпретираме во текот на еден час, во текот на еден ден. Се е важно, важно е и предавањето, важно е и читањето, важно е и слушањето, но погледнете ги ефектите од тоа што значи да дискутирам на одредена тема. 50% помнењето и темата за која што се разговара, вие точно знаете кога се развива некаква дискусија, плодотворна дискусија во училницата, поврзана со теми од нешто кое што треба да се постигне, или можеби тема надвор од училиштето. Колку учениците знаат да бидат фокусирани и посветени, колку тоа понатака го пренесуваат надвор од училиштето, дома или со другарите. Што кажува тоа? Тоа кажува и затоа се фаворизира методот на дискусија. Како да го започнам часот со метод на дискусија? Тој метод има точно одредени принципи на следење, што значи дискусијата во воведниот дел, што значи дискусија во главен дел на часот, што значи дискусија во завршен дел. Ние сега немаме време да одиме, тоа со 3-4, може да биде целосно посебен вебинар за методот на дискусија. Погледнете го учењето преку искуството. Искуственото учење, кое што се фаворизира и преку нашиот образовен систем, се зборува на овие теми. Не случајно тие новите наставни програми ги фаворизираат преку активности со мали описи, но тие можете вие целосно да ги променете на некој ваш начин. Но не случајно се ставени дискусија, не случајно е ставено учење преку искуство, искуствено учење. Учење да го ставиш ученикот тој да поучува други. Тоа е неверојатно колку може да биде успешен тој метод ако сакаме да постигнеме нормално, кога сакаме да постигнеме некаква цел која што сметаме дека тоа може да биде важно за таа тема за која што ја работиме. Зошто е тоа оваа пирамида интересна? Интересна е заради тоа што ние имаме ученици од различен карактер.
со различни стилови на учење, со различна природа, со различно претходно знаење, со различни улоги во интеракција, со различни интереси. Луѓето добиваат информација од различни ситуации, некој повише е фокусиран на слушање, некој на гледање. Ви имате ситуација во која што дете мислете дека ниту ве слуша, ниту ве гледа, тоа всушност регистрира се. Но не ве гледа кога зборувате во лице. Си прави нешто под клупата или си чепка нешто. И сега, кои методи се всушност ефикасни? Методи во кои што теоријата на конструктивизам. Обарајте го тоа, подсетете се на конструктивистичката теорија. Децата сами го градат своето знаење. Акцент на решавање проблеми и критичко размислување. Наставникот действува како олеснувач наместо како директен инструктор. Директните инструкции или како се дават насоки и инструкции. Учење преку истражување и експериментирање. Метод на проблемски ситуации. Верувајте дека ќе ги спомнеме ние овие методи, тие методи подлежат на некаква сериозна теориска анализа и кога сме учеле за Пиаже, додека сме студирале на факултет, оваа теорија за нас е важна од следниот аспект, зошто процесот на учење не е само проста акумулација на знаење, туку тој вели активна реконструкција на мислите. Од тука иде конструкција, го конструирам своето знаење, го градам своето знаење. И тоа е кај Пиаже многу силно кажано, вели да разбереш просто, значи да откриеш или реконструираш со повторно откривање. Тие методи, кои што Виготски, Леонти, овој Виготски, кој што зона на нареден развој, овој човек на 34 на 35 години умира. Во 30-тите години од 20-тиот век, ја открием после 60-тите години. Не му ни давале затоа што сметале како психолог дека си измислува некакви не знам, бабини деветини со неговите теории, но социјалниот конструктивизам денес е многу важен и неговата зона на развој. Тој вели преку дискусии со другите, разменувајќи идеи, аргументирајќи различни позиции, споредувајќи, проверувајќи, се усвојува ново ниво на концептуално разбирање. И тој многу зборува колку културата во една средина, во едно општество, во една држава всушност е производ на воспитно-образовниот систем и на генерациите. Значи, она за кое што ние зборуваме, треба да се промени менталитетот, треба такви сме ние, тоа е дојдено да сме такви. Ние зборуваме овој месец после сите овие неубави работи кои што ни се случуваат. Системот е виновен, да, системот е виновен. Кој е системот? Системот се сите генерации во овие 70-80 години. Значи, развојот на едно општество доаѓа од продуктивноста на повеќе генерации кои што создаваат во континуитет вредности во општеството. Социјални модели, кои се социјалните модели, како кој сакаш да бидеш ти кој ќе пораснеш? Зошто сакаш да останеш тука во градот и да твориш? Или сакаш да земеш бугарски пасош и да заминеш? Тие теми се сериозни теми на денешните генерации. Кај се гледам јас за 5 години од денес? Ке си ја сакам ли татковината? Тоа е исто тема на воспитание и образование. Како ќе заминем од овој систем? Бидејќи нашата слика за светот зависи од културата и општеството во кое живееме и од претходните знаења кои сме ги стекнале во текот на својата лична историја. Кои се нашите лични примери? Нашето семејство, другата средина, возрастните, социјалните модели, глумците, пеачите, спортистите, политичарите, сите тие се некакви модели. Наставникот е најголемиот модел. Запомнете дека вие и вашата личност сте поголеми модели на идентификација кај учениците од родителите во тој период во кој што вие ги воспитувате и образувате. Точка, тоа е гаранција. И тоа важи за сите аспекти на когниција, перцепција, учење, мислење и помнење. Тоа е нешто за кое што затоа го започнав денешното излагање со тоа колку сме ние свесни како општество, каде ни се на нас генезата на проблемите. Колку ние сме храбри да ги отвориме овие теми и да зборуваме за тие социјални модели на идентификација. Тоа е она кое што всушност е метакогниција, знаење за знаењето. Сте го слушнале тој збор сигурно, што е тоа метакогнитивно искуство. Тоа е искуство што човекот го доживува кога има самосвест за собствената ментална обработка и размислување. Например, ќе ви кажам еден најобичен пример. Кога читаме доцна навечер и одеднаш сваќаме дека нашите очи само поминуваат низ страницата, но ништо не сме разбрали.
Тоа е метакогниција. Знам дека не прочитав ништо, знам дека не запомнив ништо, но јас сепак знам. И сега, зошто е важна метакогницијата од доменот на когниција? Затоа што во метакогниција учествуваат такви вонкогнитивни феномени какви што се мотивација и емоционалност, кои што се многу важни во одредени моменти, клучни за процесот на учење. Децата и учениците користат различни мисловни процеси и стратегии за да стекнат нови знаења и да решат задачи што им се поставуваат и кои што не секогаш се свесни за нив. Две чувства се најстрашни за детето во текот на таа возраст во која што ние работиме. И не само во таа возраст, генерално во животот на човекот, чувството на страв и чувството на срам, на понижување. Тие две чувства не прават да бегаме од одредени ситуации. Таа мисла генерира чувство, тоа чувство генерира однесување во кое што ние ќе развиеме некаков анимозитет кон некого. Не го сакам тој, не ме бива мене за музичко, не ме бива за ликовно, не ме бива за математика, кај ме најде мене, сите ми викат не ме бива за ова. Од кај доаѓа тоа во нашето општество? Како ние сме создале постојано такви ситуации? А заради чувството на страни, немојте, не сакам да пеам пред други, не сакам да цртам пред други, не сакам да презентирам пред други, мене не ме бидува многу за зборување, јас повеќе се изразувам вака преку делат. Значи, станува збор за нешто многу сериозно, кое што понекогаш кога вака дискутираме и разговараме, не сме ни свесни од каде тоа всушност доаѓа, но тоа има сериозна причина од каде доаѓа. И сега тука за метакогниција да не навлегуваме, тоа се теми кои што дополнително треба да се влезе и да се разговара. Еве Блумовата таксономија. Позната ви е на сите, работите по неа, размислувате многу за неа во секој момент. Каде детето го ставам во помнење? Каде во разбирање, каде тој анализира, каде креира, зошто го поставам тоа прашање, зошто не го поставам другото прашање, дали ќе развијам кај него концепт на анализа, на синтеза, на некаква креација, така да внимавајте во секој дел на денот кој што го правите преку методите кои што ги применувате со ова за кој што се ја зборувам. Еве ги подрачјата. Сликата за себе, афективното ниво, психомоторната имитација, манипулација, ставови, емоции и чувства. И ова често кога го работиме со студентите, мислам дека дел од нив сега се и приклучени на оваа средба, постојано го поставуваме прашањето каде јас ова што го правам сега во моментот ја развивам анализата, преку кое прашање, каде детето анализира. Обидувајте се кога ги планирате вашите часови така да почнете и тоа го правите сигурно, но обидувајте се да го правите во секој момент од денот. И еве го сега тој пример со кој што зборував како воспитната и образовната компонента се заедно испреплетени во секој момент. Ако го разгледаме начинот на обработка на некое градиво, на пример, за некое граматичко време, пример, не знам, future, perfect. Веројатно ќе утврдиме дека наставниците сакаат преку подучување да делуваат на резултатите од учење. Наставникот може да настојува учениците да научат како се гради граматичко време, и тоа е знаење, да сватат во кој случај тоа се користи, разбирање, да научи да го употреби во реченицата, вештина. Но истовремено наставникот сака учениците да развијат позитивен став кон граматика, кон јазична анализа, кон мојот јазик, кон мојата татковина, и да развијат учениците кон самите себе дека се успешни корисници на јазикот. Што е тоа? А тоа се ставовите. И затоа Блум кога истражувал, барал од учениците да го опишат текот на мислите кои им се случува за време на подучување. Утврдил дека кај учениците кои слушаат предавање, околу 31% им се јавуваат мисли со кои лутаат, ирелевантни мисли. Таму дури денес се истражува колку едно дете после 7-8 минута во трето оделение, колку е присутно во часот. Затоа активностите кои што се планираат всушност треба да бидат активности на некакви промени во групи, различни методи, дискусија, работа во мала група, презентација, значи постојано да биде во некаков процес на активност. Затоа е важно да се проценува за времето посветено на учење или за методите за непосредно средење на градивото. И сега тука има една многу интересна фигура. Дали знаете кој е древниот мит за Пигмалион? Сте слушнале за Пигмалионов ефект? И тоа е многу интересно поврзан во образование со нас како наставници. Што е Пигмалионов ефект и зошто е тој важен?
кратко ќе ви ја раскажам приказната за тој древен мит за Пигмалион. Тоа е прв пат е забележан од римскиот поет Овидий на почеток на првиот век од нашата ера во неговите списи Метаморфози. И тој мит со векови ги вдахновува уметниците, а ефектот на Пигмалион е именуван по него како една психолошка појава која го означува влијанието на индивидуалните верувања и очекувања врз секојдневните настани. Пигмалион бил еден талентиран скулптор, еден невиден скулптор на своето време, кој што го поминал животот во самотија. Бил целосно одсечен од светот и со својот талент создавал скулптури кои били исклучително убави. Не можејќи да најде жена која целосно ќе му одговара, тој почнува да ја создава својата визија за идеална жена. Воден од таа визија, извајува, значи прави скулптура од женска фигура која што плени со таа убавина и грациозност, во која што тој се заљуби. И така е наречена Галатеја. Се го слушнале, Галатеја, што значи бела како млеко. Таа скулптура која што е на сликата. И ја става пред ателието, пред своето ателие, за да може постојано да ја гледа и наблюдува. Да ја обрнувал внимание и колку време сакал да поминува со неа, зборувал со неа како да е жива. И поради тоа низ градот се прошириле гласени за лудилото на Пигмалион. Откако тој и се пожалил на божицата Афродита, таа му помогнала и ја оживеала Галатеја. И овој ефект го добил името токму од овој мит, бидејќи верата на Пигмалион е слична на довербата на наставникот во учениците кои ќе постигнат одреден успех. Погледнете го сега споредбата која што е направил некој од нас, наставници и колеги. Вели, денес на широко е прифатено мислењето дека оние кои веруваат во способностите на учениците за учење и кои се чувствуваат одговорни за поттикнување на ученикот за учење, имаат ученици кои во учењето постигнуваат подобри резултати, без оглед на предметот и нивото на подучување или на способностите на ученикот. И тоа е според, ќе ви кажам кој автор, Роджерс, ќе ви ја дадам и книгата. Тој проценува дека наставниците се со нивните позитивни очекувања во врска со можностите на учениците може да влијат до 20% на нивната мотивација и на нивниот успех. Тоа е таа главна компонента на тој отворен став. И тука децата неверојатно го препознаваат ентузијазмот на човекот. Ентузијазмот и интересот на тоа како јас подучувам. Колку јас сум вознесен во тоа што го правам. Колку јас сакам тоа да го пренесам за тие да го сватат. И верувате дека тие тоа умеат да го проценат најдобро, најмногу и сигурен сум. Некои од нас го доживеале тоа и како наставници и како родители, кога дете, твое дете или дете од оделение во кое што работиш, ќе го видиш на крајот на денот срекно, возбудено од нешто што кажало, од нешто што направило, од некаква убава позитивна информација или инструкција која што ја добил од нас. Тоа е многу интересен, затоа го споделувам со вас колку може мојата верба во тоа, колку ја верувам во тие деца. Да ги научам тие да веруваат во себе, за да излезат со самодоверба, она што е принципот на основното образование во член 4. Дали јас создавам луѓе со самодоверба или ќе создадам луѓе кои што ќе се плашат, луѓе кои што ќе се плашат да кажат своето мислење. Вие погледнете колку ние имаме стравови во општеството да бидеме критични. Од каде иде слабата критичност во нашето општество? Запамтете го ова, дека општество кое што не сака да поднесе критика е осудено на пропаст. И ние сме сериозен пример колку не сакаме да поднесуваме критичка, позитивна критична мисла. Секогаш мислиме дека тоа е некаков атак на личноста на другиот. И затоа вие ќе земете да давате некаква идеја и некој ќе ви рече, ајде па се ти се правиш паметен, па ти се мислиш да кажеш и така натаму и тоа. Од кај доаѓа тоа? Тоа доаѓа дека ние не поднесуваме, многу малку сме подготвени на критичка мисла. Процесно развојниот пристап вие не би сакал многу да се задржувам, но посветете внимание на тоа што значи планирање преку процесно развоен пристап. Што е процесот и што е развојот во таа фаза. По наставните планови и програми ставен е акцент на процесно развојниот пристап, кој што се фокусира на стекнување на знаење и на развивање на способности на учениците, активноста на наставникот во пренесување на готови однапред дадени знаења, не активностите што ги прават учениците за поврзување и осмислување на информациите. Значи, тие што прават, не јас што правам.
Многу е поважно тие што прават, ама јас сум осмислил тие тоа да го прават. Тоа е, затоа се вика сценарио. Знаете, вие во еден добар филм, ретко прашувате кој е режисер на овој филм, ама сите знаеме кој е најубавиот глумец, или најубавата глумица, или карактерот внатре. Па кој го изградил карактерот на односите внатре? Режисерот. Кој е режисерот? Па не го гледаме. Затоа се вика, и кај нас се вика сценарио, затоа што ти го креираш сценариото. Ти ги креираш ситуациите кои што внатре може да се случат по вакво сценарио, по онакво сценарио, по не знам каква ситуација. Улогата на наставникот е да ги организира активностите за учење на учениците за време на час. Кои се предуслови, карактеристики и еве го ова што сакам да ви го споделам. Искуствено учење ги интегрира знаењата, вештините и искуството на учениците стекнато и во училницата, но и надвор од неа. Значи, денес вие имате многу деца, многу ученици кои што се многу информирани. Денесните генерации стекнуваат многу информации. Проблемот со денешните генерации што они немат капацитативност што да прават со тие информации. Тука е предизвикот сега наш како наставници. Тој Анри Жиру зборува да разговараме за секоја тема која што е нивен предизвик. Надвор од животот може да биде некоја тема, а навидум да не изгледа дека е поврзана со темите за кои што всушност работиме и истражуваме. Експериментите, изработката на макети, уметнички изведби, компјутерски симулации, посети на институции. Мене ми е многу жал што јас ги знам нашите училишта. На прсти го знам системот. Премалку се поддржуваат ресурсите за да можеме да правиме експерименти, изработка на макети. Премалку е кабинетот, затоа ви го покажав тој кабинет на почеток. Школото, училиштето треба да биде како тој кабинет на наставник. Кога влегов во еден наставнички факултет во Холандија, во Гронинген, ја мислев дека влегувам во Македонски народен театар. Па, тој факултет за учители, мислам дека има повеќе ресурси од Народниот театар во Штип и во Скопје. Таква сцена ќе ви покажам да видите рефлектори, место каде што има драмска изведба, место каде што има танц. Зошто ги учат идните наставници на тие теми? Па за да може да ги применуваат. Колку е застапен танцот во нашето училиште, колку е застапена драмата во нашиот образовен систем. Размислувајте за тие, колку се важни тие теми за развојот на личноста на детето. Не со тоа дека ќе бидат уметници или ќе станат нешто, не туку да ги развиеме, да го развиеме сензибилитетот, да може едно дете во трето, четврто одделение веќе да прави разлика што е култура, што е сцена, што е фолклор, што е турбофолк, да не слави родене со песната Хеликоптер. Од каде доаѓа тоа кај деца на 10-11 годишна возраст? Од културата на средината. Од дома, од тоа каде одат на забава, од тоа што се слуша по телевизии, какви филмови се пуштат, кој го креира тоа? Нашата средина. Методите за поддршка на учењето кои што сериозно се фаворизираат денес во образовните системи кои што дават многу резултати се учење базирано на дискусија, кооперативното учење, учење базирано на проекти, учење базирано на истражување. Ова го само споделувам како посебна насока од тие пирамиди на учење. За секој метод, за секоја техника постои сериозен принцип како се реализира дискусија, што да правам кога поставам прашање сите молчат, што да правам ако само еден крева рака, што да правам кога сите други му се смеат и му викат па се ти дигаш рака, не дигај повеќе рака, како да го заштитам тој ученик. Значи тие методи имат принципи. Тоа е алатот наш. Како да ги применувам, како да не дозволам да победат, како се вика, читав една многу интересна студија сега. Како наставникот да препознае дека одредена храброст кај детето за кое што ние да можеме да му речеме еј браво, храбар си, а јас да препознам кај него дека тоа преминува во дрскост. Како таа дрскост да му е скинам како наставник и како родител кога комуницира со некое друго дете. За да не ја утре прикажува на колегите кои ќе работи во некоја фирма како дрскост, како човек во кој што ќе речеме, директорот е на лева нога стана. И сега оната кој станат на лева нога, ние сите сега тука денес треба што да правиме? Да не го изнервираме. Од каде тоа доаѓа? Кој таа средина и таа култура која што е развива. Така да тие прашања навидом изгледаат општи,
но всушност тргнуваат од воспитно образовниот систем. Тоа ми е поентата која што сакам да ви ја кажам. Оценувањето, нема да зборуваме многу за оценувањето, нема време, тоа е сериозна тема, цела научна дисциплина за формативното, сумативното, за повратната информација, зошто се фаворизира формативното оценување, како се дава повратна информација. И еве го Анри Жиру, и тој зборува за наставникот како интелектуалец, како најважниот човек денес во светот, во една средина, кој што зборува дека ние преку нашиот начин на кој што ги препознаваме тие жешки теми во општеството, да умееме преку новите генерации да ги менуваме она кој што всушност сакаме да се видиме ние како општество за 10, 15, 20 години. Бидејќи тие ученици кои што денес ги мериме над нови резултати, каква му е емпатијата? Па зошто се мери каква му е емпатијата на дете на 5 годишна возраст? За да може системот да процени дека тоа дете можеби не ја препознава емпатијата дома во семејството. Нема кој да му ја даде. А ние како систем треба да се обидеме барем нешто да подобриме кај тоа дете, ако можеме. А сигурно дека можеме. Затоа што се повеќе ситуации доаѓаат надвор од училиштето, како проблем се пренесува во училиштето. Не било така порано. Денешните генерации на родители се исто образовани родители кои што поминале низ некаков образование. Ти имат многу предизвици. Што да правам во ваква ситуација? Што да правам во ваква ситуација? Погледнете депресијата кај деца на 12, 13, 14 годишна возраст. Тоа е тој поиндивидуализиран свет. Затоа сега со некои колеги работиме на еден проект за дигитализација, всушност допира теми за благосостојба кај децата. Велика Британија ги забранува социјалните мрежи до 16 години. Австралија донесе закон за светот веќе како нови генерации осознава колку социјалните медиуми, мрежи и одредени теми создаваат проблем кај новите генерации. И општествата почнуваат да реагираат. Се повеќе се јавува критичка мисла кај родителите. Што да прави едно дете со смартфон, со таблет, со компјутер? Значи, таа едукација исто така е на општеството преку воспитно-образовниот систем. Ова е само една кратка информација која што сакам да ве охрабрам. Значи, по некои истражувања се смета дека најтешката работа на човекот, која што може да ја научи, е говор. И ако ни треба 3 години за да научиме да зборуваме, некој смета дека се можеме да постигнеме во животот. Ако знаеме и умееме како тоа да го направиме. Знаете, ја често го споделувам делото на Горан Стефановски. Тој разговара таму еден лик од Македонија и тој германецот вели, па мечка во циркус научува да вози велосипед. И тоа стварно е така, кога човек размисли, значи ако јас можам да научам тоа да го прави некој, колку е тоа важно е сосем друго прашање, и дали треба да учи мечката да вози велосипед, но научува. Е прашање колку ние ќе се решиме да како индивидуи, како систем да го менуваме светот. Ова е една многу интересна фотографија која што сакам да ја споделам со вас. И оваа фотографија, ова е Кандински, делата на Кандински. Зошто е интересен Кандински, Василий Кандински? Затоа што се смета дека 2% од луѓето имат синестезија, се синестетичари. Тоа кажува дека постојат многу деца кои што гледат слики, ама слушат музика. Или слушат музика, ама доживуваат и цртаат слики. Затоа боите се многу важни во начинот на работа со децата. Децата ги сакаат боите, заради тоа што мозокот помни слики 500 пати подобро од зборот. И затоа треба да се фаворизира сликата, асоциацијата многу како техники. Погледнете само кратко, тука сме при крај и ќе застанеме, јас имам уште многу слайдови кои што сакам, а мислам дека е доволно и не би требало повеќе да ви одземам од вашето слободно време. После настава вие сте денес всушност и на една ваква средба. Тоа само кажува колку сме ние свесни за и желни да учиме еден од друг и да пренесуваме знаење. Кој што прашање колку го почитува тоа општеството и погледнете го ова видео. We have the pendulum and we let it swing back and forth. It is a difficult demonstration. First of all, it is painful. It really is. If you know only the name, you know nothing. So it's a classic by finding. What is important in life
is that students experience important milestones in physics. One, zero. Class is silent, and the object comes back and stops right here. Conservation of energy. Physics works, and I'm still alive. With a cigarette and with light and your lungs, you can explain why the sky is blue and why clouds are white. Think about it. On the scale of a human body, you can explain some. They had bad teachers, so they carry on the bad teaching. It is just so on. Your life dramatically. Ете го, вака замина во пензија, ова му е последното предавање на овој човек, е еден од најбараните професори по физика, за да пренесе затоа да споделите со вас, за да го видите ентузијазмот и желбата на тој човек, како воведува на свој начин ја пренесува физиката на останатите колеги. Јас тука ќе застанам. Еве, ова се тие факултети, простори за наставници каде што вежбаат музичко, ликовно, драмска уметност, куплени представи, ова се простори за осамостојување на наставници и студенти додека студираат, ако имат потреба да се концентрираат, да се фокусираат. Ова е мало бифе кај што се дружат. Ова е една учителка во Копер, што често одам и следам некои активности и учам на факултетот во Копер. Една кратка методска активност. Ова е час со два јазици, како започнува активност. Ова го споделувам со вас не заради она што го работи наставникот, туку е ова двојазична паралелка на словенички и на унгарски. Значи, едната зборува унгарски учителка, другата зборува словенички. Словенците имат такви предели каде што граничат со Италија, со Унгарија, имат вакви двојазични училишта и многу помагаат државите. Мажарска во моментот гради најдобар факултет за учители во Суботица со 5 милиони евра. Најубавата зграда во Суботица ќе биде факултет за наставници, тоа го гради Унгарија. Ова се книгите кои што сакам да ги споделам со вас, можете да ги најдете во Арс Ламина, во некои други книжари, ефективна настава, истражување и практика, моќта на педагогијата, многу добра книга, на македонски се преведени, за образование на наставници, разбирање и поучување, учење за поучување, Џон Локран, изведување на оделенска настава, тоа е класично британски концепт, но внатре ќе најдете многу убави теми за различни аспекти со кои што ќе препознаете. И оваа книга ја нема во Македонија, имам јас, можам да ви ја дадам, Воспитание и образование од теорија и пракса од тројца педагози и психолози од Загреб. Ја скоро ја купив, многу добра книга.
и дел од това за кое што денес ви пренесував вакви мудри приказни од Кина и се преземени од таму, и тоа е тоа. Наставникот како модел за идентификација на децата. Јас ви благодарам многу, може би малку ве задржав, тука ќе застанам и фала ви на вашето внимание. Се надевам дека не бев предолг и не бев досаден. Еве, професоре, да се поврзам и јас. За сега не гледам прашања во чет, меѓутоа, вие рековте дека не треба да ве фали некој, значи треба да се фалат децата, меѓутоа, убаво е да спомениме дека овде има наставници, значи просветни работници, едукатори, кои што па ги искажале искрено она како го доживеале ова одвоено време од час и половина, а некои се поврзани уште од 6:30 часот, предобар вебинар, толку многу поучен. Се надеваме повторно со нов вебинар. Почитувам, професоре, многу ми е драго што имав прилика да ве слушам. Се надевам дека ќе имаме повторно прилика да ве слушаме и на други теми. Уживавме во вашето предавање, секојаш интересен во излагањето и нормално пројавени желби за вебинари повторно со вас на друга тема. Сега јас прашувам кога друга тема. Да прашам отворено. Се извинувам, малку нешто се исклучив јас. Добро, може и вака, слободно може и вака. Јас да ви кажам искрено, јас сакам да организираме нешто во живо, да се собериме на некое место каде што така ќе поминеме 1 или 2 дена на некои така заеднички разговори, да осмислиме, вие како здружение можете да осмислите некаква агенда и може да се планира нешто во месец на почетокот од школската година во септември или на крајот од оваа година, кој ќе заврши наставата. Така да јас сум тука, можем да ангажирам и други 20-30 соработници кои ќе разговараме на овие теми. Не е проблем. Добро, мислам одлична е и размислувањето и понудата, ние имаме нели дискутирано на оваа тема. Искрено, од сите сакаме во живот има работилница, друго е она баш комуникацијата, како зборуваме, значи она очи во очи, кога ќе пренесуваме, може би поголема храброст да постават прашања и колеги. Првен морам да кажам, во името на Зон Учител, ние никогаш не сме имале бројка над 500, значи максималната бројка за влез на вебинарот беше постигнат уште во текот на цел вебинар. Она што е важно, вниманието час и половина, јас се изборувам за себе, значи времето летна, јас слушнав многу нови работи, искрено, не нови работи како во пракса што имаме, што сакаме да ги слушнеме и да се преиспитаме. Јас би поставила прашање, колку има уметници, како последното видео што ни го пуштивте во Македонија, наставници уметници, што ги имате сретнато, така инспиративни, со кои што вие може би сте имале контакт или еве да споделиме, или дали колегите во себе го гледаат уметникот кој што го видео на видеото, последното видео. Јас лично мислам дека ние како систем имаме одлични модели и наставници кои што треба да се поддржат и да се мотивираат. Она кое што можеби моја забелешка е овака, сакам да бидам позитивно критичен е, многу луѓе сакаат да видат некаков модел, да видат повеќе примери, па да добијат некаква инспирација. Многу малку луѓето и ги разбирам зошто е тоа така, затоа што во еден образовен систем тешко можеш да излезеш од шаблонот и да почнеш да создаваш вакви модели како што го правиш овој наставник. Значи тоа се сепак луѓе кои што, како да кажам, тој предава на МИТ универзитетот во Соединетите Американски држави, значи има многу ресурси со кои што може да има, многу искуство. Но како и да е, мислам дека секој ако реши да прави нешто на свој начин, за да ги реализира целите, мислам дека може да постигне многу. Мислам дека има во нас одлични примери на модели. Па погледнете колку деца од Македонија што заминале постигнуваат одлични резултати. Сепак некои тие деца ги учел, ги воспитувал. Така да мислам дека треба повеќе да се работуваме, да работиме тимски, да ја намалиме нашата его и суета кој од каде доаѓа. Важно е тој што зборува, дали тоа што го зборува е добро, дали врши резултат. Не е важно кој тоа го зборува и од каде доаѓа.
А најголем дел од наставниците денес по факултетите работат со добро искуство по 10-15 годишни образование. Тука треба да се поддржуваат тие модели, така се гради стандарден систем. Кои се најдобрите наставници? Преку такви модели да се креира стандардот во една средина. Јас имав некои видео од уметност да видите како кај деца од 1 година, од 9 месеци се работи музичка уметност. Се фрапирате од како почнува тој сензибилитет за слушање преку орфови инструменти. Си работи музичкиот педагог, денес 20 минути, утре 20 минути, третиот ден 20 минути, 180 дена по 20 минути. Не е тоа после 3 дена или после 3 предавања да се постигнат резултати. Тоа се создава, тоа се процеси. И бара време, и бара знаење што да правим. Знаете, тоа е многу важно, дали знам што правам, тоа е метакогницијата. Трите клучни збора кај наставникот. Што правам, зошто го правам тоа и како го правам. Зошто јас денес се претвори во оваа униформа или сакам да бидам принц? Дали да ги импресионирам децата? Па не е тоа суштината. Некој може да рече, многу сте креативен, ама што постигнувам јас со тоа? Што денес дојдов облечен како, не знам, како клоун или како принц или како принцеза? Дали постигнувам резултат со тоа? Тоа е темите на кои што треба тимски да работиме, да размислуваме многу. И мислам дека може да се постигнуваат многу добри резултати. Еве овде само ќе кажам, Виолета Петковска, како ја гледате улогата на наставникот во современото македонско образование? Според мен, јас кажав, најглавната улога денес, најглавната улога имаме ние како наставници. И тоа наставник, учител на сите нивоа. Јас не случајно ви ги покажав резултатите од предучилишно. Основно, средно и високо образование, ние сме во истиот круг. Вие наставниците доаѓате од факултетите за едукација на учители. Тие генерации кои што сега завршуваат средно, утре стануваат родители, завршуваат факултети, значи тоа е истиот круг. Ние сме во истиот круг постојано. И не треба да го доведуваме општеството и системот под прашање, тоа често се случува. Наставниците од предмет на настава ќе речат, па многу малку учите вие, многу малку дојдовте од оделенска, така имате петки. Па родителот ќе рече, како бе моето дете до 5 оделение го биваше по природни науки, сега во 7 оделение има лоша оценка? Па ние во средно и високо ќе речеме многу слаби генерации. А како тоа? Како тоа може да си го дозволиме како професионалци? Знаете, тоа треба многу да внимаваме како разговараме на овие теми во општеството, како колеги. Затоа што сите имаме некаква заедничка цел да направиме подобро општество, подобри генерации, подобар систем. Тоа е смислата на образованието, да ги решава предизвиците и проблемите во животот и во општеството на луѓето. Тие се многу, како да кажам, важни теми. Најважната тема е образованието, затоа што тој го гради карактерот на сите други професии. Затоа ја спомнав приказната со кинескиот зид. Зид направивме од 22.000 километри, ама карактерот на луѓето не го направивме. Ги подкупивме чуварите. Погледнете го митото и корупцијата во нашето општество. Не случајно започнува тоа третото, четвртото деление случаи за корупција ми се чини сега по новите програми. Па зошто? Па затоа што општеството ни е полно мито и корупција. Во некои системи можеби не се учи, ама ние имаме потреба да учиме од првото деление на таа тема. Погледнете зашто разговараме, погледнете ги вестите на кои гледаме телевизија. Па не се гледа веќе вести. Осуда, обвинување, убиство, кражба, корупција, затворени овие, што се тие теми? Така да тоа е промена на културата која што ќе бара време, но тоа е патот, нема друг пат освен добро воспитание и образование. Професоре, само што имаме молба, и то неколку пати е запишана, ако може, ние ќе споделиме книгите, значи насловите на книгите кои што ги споделивте или некако како фотографија да добиеме тој слайд, за да можеме да го споделиме со колегите. Значи, побараја дел од книгите, од насловите да бидат споделени. Јас ќе ти ги пратам на тебе, ќе ти го пратам тој слайд, па вие споделете го во... Ќе го има и како видео, мора да кажам до колегите дека се снима, значи целиот вебинар, така да ќе биде и објавен и можете и тука да го проследат. Професоре, фала ви на исцрпниот одговор, прашања следуваат, значи има наставници кои што се препознае во улогата на уметник, но кажа дека не се разбрани доволно од колегите каде што работат.
Така да меѓутоа ги охрабрувам сите наставници да бидат посебни за своите ученици и нели ни одговараме пред родителите и учениците. Полна училница, полна амфитеатар, како што беше на професорот. Среќни деца, значи дека сме успеале во нашата мисија. Јас со тоа би завршила од моја страна, дали сакате да им се обратите уште еднаш на колегите, на 450 се уште сме присутни. Јас Значи, сакам вебинарот наистина, не вече. би сакал повеќе да должам, сакам од срце да ви се заблагодарам, посветив енергија и внимание за оваа презентација. Точно размислив што е тоа што сакам да го споделам со вас. Така да се обидов да го дадам својот максимум и тоа ми е можеби моето мото, дали на крајот од денот даде се од себе. Ете, тоа ми е мојата порака до секој од вас како наставници. Борете се со срце, верувајте во себе и верувајте во тоа што го правите со новите генерации, во концептот на вашето воспитание и образование. И биете храбри да ги барате вашите права како наставници. Улогата во општеството многу зависи од нас, како ние ќе се поставиме. Интегритетот е двонасочна комуникација. Многу е важно како ние ќе го креираме односот кон нас во општеството, од страна на родителите, од страна на другите професии, од страна на политиката, како ќе го третира нашата професија и така натаму. Почитувани колеги, со ова вебинарот, вечерашниот вебинар заврши и се надеваме на повторна средба со професорот, дали во живо или на некој следен вебинар во иста толкава бројка. Ви благодариме на присуството, на големиот интерес и се гледаме на некој следен вебинар.